Предпоставам, повеќето сте огледале филмот Бен Хур, Јуда Бен Хур, и може би ја памтите онаа сцена, кога тој е фатен од римјаните, да го спроведат кон една галија каде што ќе весла со другите робови, и по патот истуштен, исцрпен, жеден, паѓа на земјата, бара помош од Бог и во еден момент Исус се јавува. Не е даден во лице, камерата го дава од, што сметам дека е правилно, грб, му подава вода и еден од римските стражари забележува, се стрчнува со мечот ли, со камшикот, не се сеќава, да оттурне водата, меѓутоа се свртува Христос кон него, го погледнува и тој страшен, гневен римски војник во моментот се стаписува, се здрвува од страв, од почит. И целта на авторот на книгата и на режисерот е да покаже дека присуството на Бог и најтврдото срце, најжестокото срце умекнува и се исполнува со страв и почит. Евангелието на Јован почнува на истиот начин. Намерата на Јован е да ни даде слика на Исус Христос, представа за него, која ќе го исполни читателот со почит, со страхопочит. И првите зборови со кои започнува Евангелието не навраќаат на првите зборови на Библијата. Ако Мојсе нели почнува со зборовите во почетокот Бог ги созда небото и земјата, Јован почнува со зборовите во почетокот беше Словото. И кога Мојсе пишува, не враќа на оној почеток кога доаѓа во суштествување созданието, и има за цел да една од целите е да ни го прикаже постанокот на светот, дека Бог е Творецот, една друга исто идеја тука е вложена, да се представи величието на Бог. Ако созданието е толку убаво, големо, бескрајно, каков ли е Создателот? Оној кој што го создал сето ова. Мојсе во првиот стих ни го представува величието на Бог. На истиот начин и Јован го прави тоа со тие збори во почетокот беше Словото. Не навраќа на тој почеток на кој што не води самиот почеток на Библијата. Намерата е да погледнеме на оној кој е главниот јунак во Евангелието, Исус Христос, на него да гледаме како на Бог. Бог кој заслужува сета слава, сето почит, пред кого човекот затреперува во страхопочит. И ако го гледаме целиот увод, пролог, кој почнува од првиот и трае до 80-тиот стих, основната тема, всушност, основната идеја на Јован е да ни го представи Логосот, Словото, Синот Божи, единородниот Исус Христос, да ни го представи како откровението на Бог. Во него ние го имаме достапот до Божјото познание. До оној копнеш, до реализација на копнешот на човечкото срце, да го познае Бог. Тоа копне. Или како што Јов пишува во 20 глава 3 стих, о, да знаев да го најдам, да можем да се приближам до престолот негов. О, кога би можел човекот да се доближи до Божиот престол. О, кога би можел да го најде. Зашто Павле вели дека Бог живее во недостапна, непристапна светлина. Неможна за човечката способност да дојде до човекот е ограничен. И во Христос, во неговото оплутување, се отвара таа врата за спознавањето на Бог. Августин вели Христос, преку човекот Христос, ние доаѓаме до Богот Христос, до спознание за Богот Христос. Или еден друг теолог, Вилијам Канон, методистички служител, симплифицирано вели Христос е се она што можеме да знаеме за Бог и се она што треба да знаеме. Да, малку е поедноставено кажено, меѓутоа вистината е таа. И тој кажува прологот, воведот на Евангелието. Во Христос ние добиваме спознание за Бог, која
не осветлува, кој не осветлува и не води до спасение, доволна за спасение. И тоа е забележливо што во првиот стих таа намера на Јован да го представи Христос како откровение, откривање на Отецот, на Бог, бидејќи целата структура води кон тоа, откровението во Бог, кој води пак до спасение на човекот. И еве како всушност представена таа структура. Интересна е, тие 18 стиха, хијастичка е. Лутер, ако Евангелието на Јован го нарекува круната на Евангелието, ова е бисерот во таа круна. Или она што е како горе на тортата, черешката, срешата. Структурата е дадена хијастички, тоест поделена на два дела. Првиот дел и вториот дел се паралелни. Имат некакви синонимни значења зборовите, имат синтетички значења и така се дообјаснуваат. И најасно тој хијазам се гледа во првиот и последниот стих. Во првиот стих Јован вели дека Словото беше со Бог и Словото беше Бог. Говори за една позиција на Словото, на Синот Божи, на Христос во божеството, со Бог, во една врска. А пак последниот стих, 80-тиот, што вели Бог никој никогаш не го видел, единородниот, го објави. Единородниот кој е во крилото на Отецот. Или ако сакате така по-сликовито, кој седи на колената, во скутот на Отецот, тој го објави. Почнува уводот со една позиција на блискост на Синот кон Отецот и завршува со тоа што уште појасно кажува што значи тоа дека Синот е со или Логосот е со Бог. Тоа е во најнепосредна близина. Тој седи во скутот на коленото на Отецот. А во тие рамки во кои што Синот е представен како некој кој е во непосредната близина на Отецот и неговата објава. Тој го објави. И така завршува прологот. Во тие рамки има еден централен стих. И централниот стих е 12-13. На сите што го примија, на сите што веруваа во него, во неговото име, им даде мог да станат чеда Божи, кој не по крв, ни по желба на телото, ни од поход машка, туку од Бога се родија. Тоа откровение, кое доаѓа во Христос, преку воплотувањето, на крајот има за цел спасение на човекот. Оние кои што ке поверуваат, нив им е дадена моќ од Бог, да бидат Божите чеда. И во тие рамки, понатаму, може да видите подточки, и во првиот и вториот дел тие синонимни. Например, никаде во текстот не е именуван Исус. Не се спомнува зборот Исус дури до 70-тиот стих. Почнува со Логосот, потоа говори за живот, светлина, во него беше животот, а животот беше светлина. Продолжува како опишувајќи го како единороден и така натаму, меѓутоа е сосема јасно за кого се работи. Станува збор за Исус Христос. Се користат паралелизми, живот и светлина. Во вториот дел говори благодат и вистина, кои се паралелни, благодата на животот, вистината на светлината. Од него доаѓаат, извираат од него. И ние примаме во изобилство благодат врз благодат. И така е направена таа структура, што всушност дава план на целото Евангелие, како е напишано. Или има една илустрација или пример што го дава Колин Круз, од кого е земена таа структура. Или прологот е како фоаје на театар, или може поблиску за нас по старите, кој оделе на кино. Пред кината имаше една табла, како витрина, со плакати од филмови. Денес следува наскоро.
Тоест, денес кој филм се дава, ќе следува овој, а наскоро, не знам, после недела две, ќе има трети. И долу, под постерите на филмовите имаше, сеќавате, слики од сцени од филмот, фотографии. И ти кога одиш на кино, застануваш и гледаш фотографии како сцени од филмот, и кога почнува филмот, ти се присетуваш на тие фотографии. И после, како деца, кога ќе излезавме од киното, пак одавме и гледаме, ова е тоа што го гледавме, тоа што го гледавме. Нели? Така е напишан и тој увод. Читателот гледа сцени од она што ќе се опишува. И редоследот е всушност еден исти. Како во прологот, така и во продолжението на книгата. Во таа шема се следи. Односот на Словото во Божеството, Словото и созданието, Словото и човекот, Словото и Божиот народ, тој дојде меѓу своите, своите го отврлија, спасението, Словото и верата, спасението на верните. Така се гради Евангелието, преку еден постојан конфликт и победа на светлината, над темнината. И затоа Јован почнува некако Марко, на реката Јордан, каде што беше Христос крстен, некако Матеј и Лука во Витлеем, току тој има еден друг почеток. На друг начин го започнува Евангелието. Велејќи, и ова е перспективата преку која вие треба да гледате на Христос. Она што ќе го читате понатаму, дека го зборува Христос, дека го прави Христос. Треба да имате во предвид дека тој што го зборува, тој што го прави, тоа е Бог. Семокниот Бог. Тоа е вашата почетна перспектива, предпоставка од која што вие почнувате да го читате Евангелието. Ајде да видиме како почнува. Почнува со зборовите во почетокот. Во почетокот беше Словото. Кој е почеток? Има само еден почеток. Тоа е почетокот на времето, почетокот на созданието. Бог нема почеток. И алузијата е јасна на Јован кон почетокот на самата Библија. Посебно ако се чита оној текст на Стариот Завет кој го читале евреите во тоа време. Обичниот еврин, и кој го вклучуваме Јован, не читале во оригинал еврејски текст, тие не го познавале. Тие говореле форма на арамејски јазик во тоа време. За нив еврејскиот текст било како денес некој да читат црковно-словенски, старословенски текст на Библијата. Тие го користеле Септуагинтата, елинистичкиот верзија на Библијата. И кога некој ќе отвори Библијата, еврин, тој чита ова што овдека ен архе, во почетокот. Тој е почеток. Јован не враќа на тој почеток, кога се е создадено. Прави врска меѓу логосот и созданието. Создавањето, вториот стих веќе е јасно тоа. Преку него стана се и ништо до нас што стана не стана без него. И сега кога говориме за тој постанок на созданието и дека тој таму беше, целта на Јован е да покаже едно предсуштествување на Христос уште пред созданието, но не и постанок на созданието, на Логосот. Логосот беше таму, кога се создаваше се во почетокот. Тој постои пред созданието. И глаголчето беше ејми не говори за времиња, како глагол во различни времиња. Идејата на зборчето беше, би може да го преведеме како суштествуваше, екзистираше, битисуваше. Тоа е она форма to be, да се биде, да се суштествува. И кога Јован вели тој беше, тој суштествуваше. И Христос самиот многу пати им кажува, например на преседите, јас бев пред Мојсей. И истата форма се употреба. Јас суштествував како едно постојано суштествување, кој нема почеток, некако конкретно време. Тој суштествуваше. И сега, бидејќи е врзано со создавањето на Вселената, на светот,
многумина го врзуваат и суштествувањето на Христос во тесна врска, тоест неговиот постанок со постанокот на созданието. Првите ереси, токму тргнувајќи од овој стих, за Исус Христос, за Синот Божи, се обидуваат да го представат како и самиот Христос како создание. Тоа учење добива така најразработена форма на почетокот на 4 век преку оној Ари, презвитерот во црквата во Александрија. Што говори тоа учење? Дека Логосот, Синот Божи, е создание пред останатото создание. Бог со творечка дејност го создал Синот, за да биде тој посредник во создавањето на останатиот свет. Бидејќи Отецот е премногу совршен, достоинствен, во преголема слава, тој е ограничен во можноста да општи со созданието, материјата, затоа потребен еден посреднички елемент, медијатор. И тој си го создава Синот, кој е помалку во своето божество од Бог, зашто како прво тој е создан, има почеток на постоење, не е вечен. И едно од клучните концепти на Ари е имаше време кога тој не беше или не постоеше. Тој има почеток на постоење. Причината за суштествувањето на Христос е создавањето на светот. Има некои божествени својства, како например творечка способност. Бог го создал со божествена способност да твори, но неговата божественост не е полна. Тој не е семокен како Отецот, тој не знае се како Отецот, тој не е вечен како Отецот. И тоа учење, меѓу другото, кој го ограничува божественоста на Христос, во различни форми продолжува и до денес и во некои други традиции. Одговор на тоа учење, најдобар одговор, го дава оно што го подготвува Никејското учење, или Атанасиј, кој е секретар на тогашниот Александрски епископ Александар, го подготвува Никејското кредо, во кој што основен аргумент за подготовката и докажувањето на божественоста на Христос е сотиролошки спасението. Ако Синот Божи, кој се воплоти за спасението на човекот, не е во се Бог, тогаш ние немаме спасение. Неговата жртва не е совршена. Тогаш христијанство е само една од многуте религии во тоа време, кој нуди други начини на спасение кои не се совршени. И христијанство, кој и другите религии, ќе оди во заборав. Но бидејќи Синот Божи е наполно Бог, во се Бог, совршен Бог, со своје вечно постоење, и тоа вели, немало време кога тој не бил, кога не суштествувал. Тоа има истата, совршена, апсолутна, божествена природа или усија. Усијата, природата на Отецот и Синот е една. И тоа е многу важен принцип овдека, кој уште на почетокот го наметнува Јован. Верата во Христос, кој не е апсолутно Бог, кој не е во се Бог, не е спасителна вера. Единствено, верата во семокниот Бог, Божи Син, кој во се е едно со Бог, кој има во се славата, достоинството, честа на Отецот, може да донесе спасение. Вистинско спасение, вистински живот, вистинско обновување, вистински мир, вистинско посинување, да бидеме вистински чеда на Бог. Зошто јас тука вклучувам некои така можеби досадни работи? Тоа е важно, бидејќи и ден денешен има христијани кои го немаат полното разбирање за Христос како Бог. Тие се остануваат со неговата ограничена човечка природа, со ограничено разбирање за Христос. Многумина христијани гледаат на него како на... Да, тоа е Бог, меѓутоа Јахве е Бог. Или Отецот, оној за кого читаме во Стариот Завет. Исус е некаков слуга тук, некаков кој дојде да ни биде пријател, да биде со нас. Јован, кој самиот имаше можност да го види Христос во славата и кој падна од страв пред него, вели, не, кога го читате ова Евангелие, во вашиот ум секогаш треба да ја представите дека тоа е семокниот Бог, совршениот. Уште кога ќе го отворите Евангелието, вие да застанете пред него во почит.
Зашто нема спасение без прифаќањето на Христос како совршениот, семокниот Бог. Тој беше во почетокот. И продолжува, дава објаснување, вели, давајќи карактеристики за тој кој беше во почетокот. Во почетокот беше Словото, или зборот Логос. Зборот Логос е збор кој во еленистичкиот јазик има секојдневно значење, како например реч, говор, беседа, збор. Дури во некои стаци се употребува и како во контекстот на давање на сметка очет. Например, во Евреите, авторот вели, нема создание скриено за него, туку се е голо откриено за очите на оној пред кого ние ќе одговараме. И тука е зборот Логос. Па и во нашиот јазик, етимологијата на одговараме во основата е пак говор. Исто е и во тој јазик. Ќе одговараме, тука е вклучен зборот Логос. Меѓутоа, она што е така позначено, поспецифично за зборот Логос е што во филозофската мисла тоа е највозвишениот рационален принцип. Рационален принцип кој дава суштествување на се. Тоа е контролен принцип кој се држи да биде во ред, организирано. Но во таа мисла, филозофска мисла, логосот е абстрактен поим. Логосот како рационален принцип е абстрактен, не е личност. Е категорија филозофска. Некој сметат дека кога Јован го пишува, го употребува зборот Логос овдека, тој го употребува во улогата на еленистички филозоф. Да, веројатно има некој идеја, меѓутоа Јован не е еленистички филозоф. Јован не растел во филозофски школи заедно со Аристотел, со Платон, со Сократ. Јован растел во синагоги, заедно со Мојсей. И кога Јован го користи овој збор Логос, во неговата глава е зборот Давар, слово, кој си има свое еврејско значење, старозаветно значење. И кој многу пристоен меѓу другото во Стариот Завет, Словото Господово, Словото на Господ. И во Стариот Завет дури можеме да кажеме дека категоријата слово, логос, во нејзиното еленистички, во еленистичката варијанта или давар во еврејската варијанта, има многу пошироки значења отколку она филозофското на грчките филозофи. Словото го гледаме на Господ уште во самиот почеток на Библијата, во создавањето. Бог рече, произнесе слово, да биде нешто. И тоа се случуваше. Така, словото на Господ, Давар Јахве, е она творечка дејност на Бог. Кога Бог ќе каже нешто да се случи, тоа се случува. Неговиот збор не се губи во воздухот. Тој твори. И не само што твори, например, имаме Бог, по-конкретен стих, во Псалм 33:6 вели, преку Словото на Господ беа создадени небесата и преку Духот, и туку стари зборот, руах значи здивот, дахот, она кога збориш, нели, излегува с дах. Преку неговиот дах, и повторно зборот, идејата е зборот на Бог, сите сили нивни. Тоа се доби живот, тоа што е создадено. И тука е зборот, пак, Давар Јахве, или Словото Господово. Во друг контекст пак, например, во Псалм 107:20, пишува, го испрати своето слово, и повторно зборот Давар, а во еленистичкиот превод Логос е овдека, го испрати и ги излегува и ги спаси од пропаст. Слово кој носи избавување, искупување, спасение и исцеление во тој контекст. Словото на Господово е спасително слово или спасителна дејност. И уште еден друг момент, Давар Јахве или Словото Господово кој доаѓа над пророците. И дојде
во многу ситуации во книгите на пророците читаме, и дојде словото на Господ над некој си пророк. И пророкот почна да говори исполнато тоа слово Господово. И во тие ситуации го гледаме словото Господово како откривач, не само едноставно откривач, како слово кое ја креира во суверената волја историјата на човекот. Например, ке се сетите на сцената од 5-та глава на книгата Откровение, оној што седеше на престол држеше книга со многу печати, свиток. И еден ангел праша кој е достоен да го отвори, никој не беше достоен да го отвори свитокот. И дури Јован почна да плаче. И века, многу плачеше. И тогаш се појави јагнето, заклането јагне. И рече ангел, еве го, ово е достоен. И тој го зеде, му беше донесен свитокот, и сите паднаа пред него. Старешините 24, сите што беа таму, целото мноштво, и почна да извикува достоене, нели, достојно јагнето за слава, почет и чест. И во 6-та глава почнаа да се кршат, јагнето ги кршеше печатите, и секој крш на печатот доведуваше во дејство некаква историја, нели, во созданието. И го гледаме тоа слово како ја движи историјата, ја креира историјата. И сите овие термини што ги гледаме како творештво, како спасение, како креација на историјата на човештвото, не се абстрактни како во филозофската мисла на елините, туку сето тоа е персонифицирано во една реална личност. И тука може би е реакцијата на Јован кон филозофите. Да, вие зборите за логос, но тој не е абстрактен поим, тој е личност. И за да го докаже, тоа продолжува малку понатаму. Таа личност беше во Бога. И преводот не е добар, не знам дали новиот превод, не сум го гледал, е променето, бидејќи зборот што овде кој се користи, може да се преведе како во, меѓутоа контекстот налага повеќе да се преведе како со Бога. Словото беше со Бог, зашто гледаме целиот контекст овдека и посебно последниот стих на прологот, имаме заедништво. Немаме физичка позиција. Целото овдека не е да покаже физичко место каде што е логосот, туку да покаже повеќе заедница, а заедницата е меѓу личности. Не може да има заедница меѓу човек и предмет. Да, денеска во овој современ свет, каде што има многу родови, некои се женат со кукли и тоа е нивниот идентитет и бракови склучуваат. Меѓутоа во вистинскиот живот еден човек може да има заедница само со друг човек, општење. Може и со кучиња да се разговараш, Пепе тоа го прави, тоа често се разговара и се расправа со кучињата и збори многу сериозно. Меѓутоа вистински двајца можат да имат како личности заедница. И овдека идејата на Јован е дека тоа беше со Бог словото. Како личност, тој логос кој беше во почетокот, тој беше и повторно зборот беше како суштества со Бог. И тоа во една најнепосредна близина. Заедница, најблиска заедница во најнепосредна близина. Во 18-тиот стих ќе го видиме тој момент каде што Јован појасно на крајот, нели, тоа е тој хиазм. Во хиазмот првиот и последниот стих имаат иста значење. Беше со Бог, а завршува 18-тиот стих тоа што словото беше во крилото на Бог. Сликата е како дете кој седи на колената на таткото подпрено со главата на неговите гради. Најнепосредна близина меѓу логосот и Бог. Тој не е абстрактен поим, тој е личност. И тоа во една многу непосредна близина на Отецот. И тоа заедништво на логосот или таа врска на логосот со Бог или со Отецот, Јован постепено надграда. Прво вели дека тој суштествуваше, имаше тогаш суштествување, беше како личност во најнепосредна близина со Бог и завршува со констатацијата дека тој не само што е личност во близина со Бог, и самиот тој
е Бог. Или, например, во некој парафразирани текстови вели, Словото беше лице в лице со Бог, во најнепосредна близина. Тамо на почетокот, вели Јован, кога се создаваше, тој беше тука, веднаш покрај него, во општина со него. Или еве, кога вели Бог да создадеме човек. И тука е гледам таа комуникација во Светата Троица. Тоа множество во Божеството. И не само што Словото, Логосот беше, има предсуштествување, не само што е личност и тоа во на непосредна близина со Бог, самото Слово беше. Не значи дека веќе не е, туку е Бог. Суштествува како Бог. Тој е Бог. И се противниците на божественоста на Христос, на Синот Божи, тука наоѓаат аргумент за да го негират. И велат, за разлика од претходниот збор Бог или Теос, кој е членува хо Теос, овдека именката Бог, Теос, не е членувана. Тоест, ако сакаме така да преведеме најбуквално, ќе кажеме, во почетокот беше Словото, Словото беше во Богот. И Словото беше Бог, не Богот. Бог не членувана форма. И ќе кажат, еве, гледате, прави разграничување меѓу Отецот, како Бог, и меѓу себе, тоест меѓу Логосот, кој не е членуван како Бог. Тоа значи дека е помалку од Бог и затоа Јеховините сведоци во нивните Библии овдека зборчето Бог го пишуваат со мала буква, иако во оригиналниот текст нема мали и големи букви. Не постојат. Кој обяснува? Јован многу правилно во првиот случај користи член, во вториот случај го исклучува членот. Многу правилно. Зошто? Зошто ако и во првиот и во вториот случај го ја членуваше именката Бог или Теос, тогаш немаше да има никакво личносно разграничување. Тогаш знаете како ќе го преведавме. Во почетокот беше Словото, Словото беше со Богот, Словото беше Богот. Тоест, тоа е Богот. И веќе исклучуваме постојање на Богот и Бог. Како Богот Отецот и Логосот кој исто така е Бог. Тоест, ќе исклучевме таа множественост или постојањето на посебна личност на Синот Божи, која е различна од Отецот во Светата Троица. И тоа е граматички, литературно, најдобар начин да се представат две личности кои имаат една иста божественост. Две различни личности. Не. Целата идеја овдека на Јоване, првиот стих, да ја представи таа совршена божественост на Бог. И знаете, тој факт за божественоста на Христос и неговото влијание во човештвото не може да биде испришан. Едноставно не може. Сите тие ереси и носителите на ересите се заборавени. Верувам, не сте чули за Арии или за Савели, или меѓутоа сме чули за Исус Христос. И не само што сме чули, отворете го телефонот, веднаш ви имате запечатано во него, кодирано во него аргумент за неговата божественост. Нашите години, нашиот календар, денес во кој што сме, се брои од неговото воплотување. Тој дојде во тело, полн со благодат и со вистина. Си останува запечатен тој факт. И пак ќе кажам, сето тоа Јован го потенцира, за да кога ќе стигне во 13 стих, 12-13 стих, за да говори за спасението, за тоа да бидеме деца во Бог. Тоа не може да се случи доколку не го прифатиме Исус Христос како божествен. Првиот стих, одиме најбрзо што можеме, зашто ако не правиме така, со години ќе заглавиме во Јован. Иако може на овој стих 5 проповеди да направиме, дури малку ќе бидат. Од таа релација на Логосот, или Синот Божи, во Божеството со Отецот, тој преминува кон созданието. Се стана преку него и без него не стана ништо од она што постана. Или, како што и
Павле пише во Колосјаните 1 глава, преку него е создадено се она што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо. Било престоли, било господство, било началство, било власти. Се е преку него и за него создадено. Тој е пред се и се во него стои. И Јован, и Павле многу внимателно употребува зборот преку него се созда. Отецот е носителот на творечката дејност, таа се извршува преку синот. И овдека пак некои наоѓаат подреденост или субординација. Отецот е поголем, синот е помал. Меѓутоа, овие позиции се во Божјата економија, во односот на Светата Тројица кон созданието. И насекаде, во тоа општење што го има Бог, Светата Тројица, со созданието, ние гледаме таа починеност. Волјата на Отецот, извршителот на таа воля е Синот. И Синот самиот признава дека тој е починет во тој однос. И Павле вели дека глава на Синот е Отецот. Меѓутоа тоа е во тој план, во тој домострој што Бог го има во односите меѓу него и созданието. И има навистина таа хиерархија. Навистина Синот се јавува како медијатор во творечката дејност. Меѓутоа тоа е така, тргнувајќи од самата сотериологија, од самиот план на Бог за спасение. Отецот ја изјавува волјата. Волјата на Отецот е задоволена. Неговата правда е задоволена, како судија. Неговата светост е задоволена. Преку починувањето на таа волја од страна на Синот кој доброволно се починува, не бидејќи нешто помалку, за спасението на паднатото човештво. И затоа се применете тие термини како преку него, како некој медијатор се јавува Синот во тој однос. И кога таа Божја активност кон созданието е остварена преку Словото, и тука веќе го гледаме односот префрлен од Логосот кон Божеството во Логосот кон созданието, тој се јавува како живот на созданието. И светлина. Во него беше животот, повторно таа форма, или, може да кажем, во него суштествува животот, и тој живот е светлина на луѓето. Гледате, од релацијата Логос-Бог, релација Логос-создание, и сега уште пониско се симнува и ја дава релацијата Логосот и човекот. Кој е тој или што е тој за луѓето? Понатаму ќе продолжи и за еврејскиот народ. Дојде меѓу своите, уште повеќе го стеснува кругот, ама своите не го примија. Во однос на создание на човекот, Христос е животот. И тука има многу работа, да се кажува, живот и светлина. Живот и светлина, како кој понатаму вториот дел на хијазмот се дадени како благодат и вистина. Благодатта е таа која дава живот во изобилство. По благодат дојде тој живот. А тој живот го откриваме во вистината. И овдека има живот во него, а тој живот е светлина на луѓето. Во Христос, во воплотениот, оној што доаѓа, вели, тој се воплоти, нели, Словото стана тело, пише од 14 стих. И полно со благодат и со вистина. Тој се воплоти полно со благодат и со вистина. Благодатта е паралелизам на животот. Вистината е паралелизам на светлината во овие стихови. Живот и светлина. Христос, во Христос е животот. Неговиот живот е светлина за луѓето. Ако сакате, можеме и поинаку да кажеме. Библијата што ја имаме е животот. Бидејќи, ако Христос е воплотениот Логос, кој го има во себе животот, Библијата е пишаниот Логос. И затоа ние говориме за Библија, за Слово на Бог, која е живо, животворно Слово, полно е со живот. И тој живот е светлина за нас.
Тој е вистината, ја открива вистината. И секој што ќе го прими преку верата Христос, го прима животот. Има живот. И неговиот живот е осветлен, огреан. Интересно дека првото нешто, нарочно тој говори за светлина, не за вистина, бидејќи неговата илузија е создавањето. Првото нешто што се случи во тој процес на создавање созданието беше светлината. Заповеда Бог да биде светлина и се јави светлината. И овде кога гледаме како прва категорија, првиот опис на Синот Божи е живот и светлина. Она што го имаме и во создавањето. Бидејќи релацијата се со созданието овде со човекот. Тоа е животот, тоа е светлина на луѓето. Секако, илустрациите се од физичкиот свет, нели? Таму каде што има светлина, нема темнина. Таму каде што има темнина, значи не грее светлина. Меѓутоа, Јован овдека, кога ги користи тие физички категории светлина, темнина и така натаму, живот, тој не мисли на физичкиот живот и на физичката светлина. Малку понатаму во истото тоа Евангелие, самиот Христос, например во 8 глава, ќе каже: јас сум светлината на светот. И следното чудо кој што ќе се изврши е исцеление на слепородениот просјак. И тој не само што ќе прогледа, неговиот ум ќе биде осветлен. И тој ќе почне да докаже, да тврди дека оној што го излекувал е Бог. Во следната 10 глава Христос ќе каже: јас давам живот и тоа живот во изобилство. И 11 стих е воскресението на Лазар. И тој таму кажува, нели, јас сум воскресението и животот. Потоа ќе каже: јас сум патот, вистината и животот во 14 глава. Сите тие категории што ги кажува Христос говорат за духовни поими, духовни дејства во животот на човек. Тој дојде, тој се воплоти, полн со благодат и вистина. Таа благодат врз благодат, или ако сакате побуквално, благодат наместо на благодат. Една благодат заменува друга благодат. Дава живот во изобилство. Без таа благодат нема живот. Ние живееме по благодат. А таа благодат носи светлина и исполната со вистина. И тоа е еден свет кој е во темнина. Кога Христос се воплоти, тој се воплоти во свет на темнина. Ево овие се паралелите што ја кажа. Дојде во свет кој е во темнина. И сега во физичкиот свет, кога светлината ќе огрее, темнината исчезнува. Тоа се физички закони. Не може да свети светлина и во исто време да е темно. Меѓутоа, бидејќи овие категории не се физички, се духовни, Јован говори за духовна светлина, Христос како светлината во духовниот живот, и една темнина која има морални категории. Тоа е зло. Темнината е зло. Темнината е грев. И темнината не сака да отстапи место на светлината. И затоа со доаѓањето на Христос се јавува конфликтот. И Евангелието е Евангелие на конфликти, во кој на крајот сепак светлината ја победува, зашто како и во физичкиот свет и во духовниот, светлината не може да ја опфати, овдека е зборот. И оригиналниот каталамбано значи не може да ја совлада, не може да устои, не може да ја победи темнината. Сега овдека зборот не може да ја опфати, кој авторот или преведувачот го користи, ја содржи идејата за разбирање, сваќање. Тоест, дојде светлината и темнината не ја свати. И веројатно така се решава преведувачот за тој превод, бидејќи следниот збор е доаѓањето на Христос меѓу евреите кои не го познаа, го отврлија, не го примија. Во тој поглед, да, навистина, темнината не ја свати светлината. Меѓутоа, ултимативно овдека идејата е дека светлината дојде и темнината не успее не може да ја победи. Не може да ја совлада. Светлината на крајот на краиштата е победникот. И од тука натаму веќе доаѓа и потесните односи на Синот Божи, на воплотениот Христос во созданието. Ќе видиме, веќе се говори за спасението, како се доава спасението, и тие теми ги разработува на широко во Евангелието. Но оно што сака да ни го каже овдека Јован е тој семоќен Бог.
Отецот, Синот, Светата Троица, влезе во релација со созданието за да го спаси. Словото стана тело за да донесе спасение на човекот. Тука имаме вклучување на таа совршено Божество кој од секој живеел во совршени односи, во совршено единство, во совршена самодоволност, реши Логосот, кој е Бог, да се ограничи и да се воплоти. За ние да добиеме живот, ние да бидеме осветлени, ние да бидеме преобразени. И ние преобразените да бидеме понатаму светлина. И тоа е идејата и на Евангелието. Оние што се преобразени, оние што се исполнети со животот, да станат светлина на останатите. Да ја носат таа светлина, да говорат за тој живот. Тоа слово кој ни е дадено, кој ни исполнува, да ги огрева и другите. Зашто и ние, како што и словото дојде во темен свет, живееме во темнина. Еден свет кој е во самодоволство, во ароганција, во себичност, во суета, во една жестокост денес, едни кон други. Живе во темнина. Бара светот одговори, решенија и за жал многу пати црквата се сообразува со светот и ги бара истите решенија кои светот ги бара. Истите стратегии кои светот ги нуди за решавање на проблемите. Јован вели дека единствениот живот, единствената светлина во темнината е Христос. Нема друга светлина. И тоа Христос, Божествениот, само проповедта за Божествениот Христос, Евангелието на Исус Христос, Божествениот, нуди спасение. Дава спасение, дава живот. И тоа е нашата задача. Целта устанува на светот да ја побие таа божественост на Христос. Еден од најуспоруваните празници или настани кои одбележуваме е точно раѓањето на Христос, кој се родил. И сите тие теории што создавате да го негират неговото раѓање или пак неговата смрт како Бог. И многу христијани живеат со таа неразвиена вера во Христос како совршениот Бог, апсолутниот Бог. Само верата во тој Бог спасува. И ќе завршам со еден случај со Муди. Познате, имал голема служба, меѓутоа тој кога започнал со неговата служба, тој си бил библиотекар и продолжил да работи известно време како библиотекар. И кај него дошла една жена која ги посетувала службите и го замолила да оде кај нејзиниот сопруг, кој бил виден судија. Во Чикаго, мислам, било тоа, кај да било. И Муди рекла, ама јас не сум некој голем филозоф, а твојот сопруг слушам дека е голем атеист, никако не може да поверува во божественоста на Христос, како би го убедил? Меѓутоа, ќе отидам по благодата на Христос, бидејќи само тој може да ги отвори очите на неверникот. И отишол во канцеларијата, се најавил таму, рекол, сопругата на судијата ме замоли да го посетам, и кога слушнал дека неговата сопруга, судијата слушал дека сопругата е меш, рекол, добро, пуштете го, но предупредете го дека има многу работа, на кратко само. Му кажали, тој влегол, судијата не го кренал погледот од тие документи тамо што читал, и му обяснил Муди. Јас сум дојден тука да ти кажам дека Христос е Бог. И тој рекол, добро, тоа го слушам секој ден од мојата жена, што друго имаш да кажеш? Не можам да кажам ништо друго, нема ти докажам, ќе ти кажам само дека ќе се молам за тебе, Христос да те убеди дека ти си Бог и кога ќе се случи тоа да ми се јавиш, да ти дојдам на посета. И тргнал да се оди, и судијата рекол, аха, ќе ти се јавам, и кога излег дури погласно, чекај, ќе ти се јавам. И минало време, цела година, еден ден, дошол еден курир и рекол, абе судијата те бара да одиш во канцеларијата. И Муди отишол и рекол, ме побаравте, да те побарав да ти кажам дека да, навистина Христос е Бог и верувам дека спасението е само во Него.
И добро, кажи ми како што се случи. Па како се случи? Па пред некој ден ме опфати една болка, ама страшна болка. Лекарите рекоа дека не сум болен, а јас не можам да се ослободам од болката. И се вратив дома и мојата сопруга ми рече, таа болка само Христос може да излекува. Покај се, поверувај дека е Бог спасител. И судијата рекол, добро, ред, еве, се покајам за моите греови. Не, рекла сопругата. Треба да кажеш, Исус Христос, Божиот Син, Бог, вечниот Бог, спаси ме, прости ми. И на крајот рекол, добро, Христе, верувам дека ти си Бог спасител. Те молам, ослободи ме од таа болка. И рече, болката исчезна и дојде мир. Еве, сега сум спасен. Верувам дека Христос е спасител, зашто навистина Христос е единородниот Син, вечниот Син, спасителот. Само таа вера ослободува од темнината, од тежината на темнината и носи мир. Преку Него, со верата во Него, можеме да станеме черата Божи, кои живеат во живот полн, во изобилен живот. Нека додека го изучуваме оваа Евангелие, навистина се полниме со со светлината, со таа вистина. И не само тоа, туку да се поттикнуваме уште повеќе, ние самите да го живееме тој живот, како сме полни по благодат и да сведочиме таа светлина. Зашто вечниот Син, единородниот, семокниот, стана човек, се смири, не само што се смири како човек, до таа мера се смири што отиде на крстот, да умре за нас. И ние сега ќе земеме Господна трпеза како подсетување на тоа. Жртвата требаше да биде совршено божествена, за да биде навистина спасителна за грешниот човек. И ние веруваме во тоа и сега ќе го исповедаме повторно тоа и ќе побараме Светиот Дух да го утврди. Ако некој се уште не е наполно уверен во божественоста на Христос, Светиот Дух да го направи тоа. Да живееме навистина во таа благодат која изобилно ни ја дава, ја примаме преку Христос, преку верата во Него. Па ќе се молиме сега и потоа ќе преминеме на Господната трпеза. Татко Небесен, ти благодариме за Твојата изобилна благодат, која ти ја покажа кон нас, прекајќи го Твојот Син. И ние благодариме, Господи, за таа совршена покорност која гледаме во животот на Христос. Иако рамен на Бог, иако еднаков со Отецот. Тоест доброволно се смири, се покори, доброволно изврши волјата на Отецот. Отиде на крстот за нашето спасение. Се молиме нека светлината на светот, Христос, преку дејството на Неговиот Дух, на Божиот Дух, не убедува се повеќе во тоа, го утврдува се повеќе во тоа, за да гледаме, Господи, на животот како на благодатно дејство, како на благодатна историја што Бог ја подготвува за нас. И се што се случува во нашиот живот, да го прифаќаме со благодарност. И тој живот, Господи, се повеќе да се вселува во нас и да заживува во нас. Не нашиот живот, не нашата волја, не нашите гордости, туку божествениот живот да нас завладува и поттикнати од Него да бидеме светлината во овој свет. Да сведочиме за светлината, како што сведоче и Јован, како што сведочеа сите сведоци во Новиот Завет. Да бидеме сведоците за Христос, кои ќе спрскат светлина во овој свет. Се молиме за ова трпеза што ќе ја јадеме, нека дејството преку неа на Духот силно го почувствуваме во нашите срца, да бидеме поттикнати уште повеќе на промена, на послушност, уште повеќе, Господи, да пораснеме во познавањето на Бог кој е единствено можно преку Словото Христос. Се молиме, Господи, дејства во нас, се молиме за нашите недостојности да ни простиш, се молиме за сите постапки кои не били угодни на Тебе, да бидат избришани од нас преку Твојата крв, очистени, за да всели, Господи, да се всели целата Твоја праведност, светост во нас, да бидеме облечени во
праведноста на Синот Божи и представени пред нашиот Отец, со дејството на Духот, на Светото Дух, дејство на Духот во нас. Во Христовото